Возобновувањето на изгорените конаци на Бигорскиот манастир покажува дека македонците знаат како да ги сочуваат своите духовни корени и да се сплотат кога им е најтешко. Ова се пораките на црковните великодостојници од денешното осветување на конаците, кое се прави по обновата која траеше речиси 6 години. Вековите сведочат дека секогаш кога Бигорското светилиште доживувало воскресение, тоа истовремено значело и духовно, интелектуално и морално издигнување на нашиот народ. Па затоа со надеж го упатуваме овој поглед кон Бога, искрено посакувајки и ова воскресение на Бигорски да пренесе блага порака до целиот наш народ, па да престанат раздорите. Незаменлива е улогата и местото на манастирите во животот на православните народи. Па што би биле ние без свети Климентовиот плаошник и без свети Наумовата обител, без Велјушкиот и пречиста Кичевска, без Осоговскиот и Лесновскиот, без Лешочкиот и Марковиот, и што би биле без Бигорскиот манастир? За да се обноват конаците покрај од православните, помош стигна и од верници од други религии, како и од државните институции, фирми, организации и поединци. Сите добија црковно одличие орден Претеча. И Бигорскиот пример, кога сме сплотени, тога сме и успешни. Да го следиме овој позитивен пример и да бидеме заедно и да бидеме успешни. Бигорскиот манастир е манастир со најголема духовна, културна и историска вредност која што не обединува сите нас. Пожарот што го зафати Бигорскиот манастир се случи на 30 септември 2009 година. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија вчера во Гостивар организираше мирен марш. На улиците се собраа голем број граѓани кои го поздравија лидерот на партијата Зоран Заев, поддржувајќи го во неговата намера да се дознае вистината за Македонија. Маршот започна пред седиштето на општинската организација на СДСМ во Гостивар, а заврши на градскиот плоштад каде пред насобраните граѓани говореше Зоран Заев. Од Гостивар да му порачаме. Готово е, Груевски! Моето заврши! Биди големи замини пред народот да ти го покаже патот. Македонија е исправена пред крстосница на минатото, на сегашноста и на едината. И затоа денеска таа мора да се соочи со една голема вистина и со една исклучително важна работа. Таа работа се вика вистината за Македонија, евертета пер Македонине, Македонија ним герчеклери, истина о Македонија. Без разлика како звучи на различни јачини, таа е единствена и неприкосновена. За разлика од вистината, лагата денеска во Македонија има едно име изговорено на сите јазици. Се вика Никола Груевски. Како и да го кажувате на било кој јазик, Никола Груевски е денеска лагата во Македонија. Затоа, почитувани пријатели, ајде вака да направиме една паралела. Ако ви е расипан автомобилот, ќе повикате автомеханичар. Ако ви е расипан дома електроапарат, шпоред, електроинсталација, ќе викнете електричар. Ако ви е расипан водоводниот систем, ќе викнете водоинсталатор, но ако власта во државата ви е расипана, нема нешто што може да ја поправи, нема чајре од поправка. Единствено решение за спас на државата од расипана власт е таа да се најде на буништето на историјата. И гледаме овие 2,5 месеци како власта се мачи и се обидува со глупави тези да се спротистави на вистината за Македонија. И измислува тактички опреми, не знам какви жолти комбиња, странски служби, па вели разговорите се лепени, прелепувани, креирани, монтирани. Понатаму продолжи со уште еден куп глупави тези и денеска една од најглупавата теза
која што ја шират, велат, разговорите се само разговори, а ништо нема во пракса реализирано од тоа што тие го зборувале. Дали решењето на Коспос е само разговор? Дали влегувањето во општина Центар е само разговор или не се случи во реалност? Дали тендерите и криминалите од милиони евра се само телефонски разговор? Дали местењето на суди и обвинители и неправични и незаконски судски одлуки е само разговор? Дали разговорите за време на изборите не се нашата сурова реалност? Дали состојбата во медиумите не е копија на објавените разговори? Пред вистината и боговите молчат, а ќе замолчат и тие кои што до вчера се сметаа за богови. Виде Груевски што значи вистината и денеска на полупразна сала во Охрид мораше да зборува. Тој срам денеска го доживеа. Почитувани граѓани, знае и гледа Груевски што се случува во Македонија. Гледа не само рекиот народ низ градовите во Македонија, заедно на протестите на опозицијата. Гледа Груевски дека Македонија е на нозе, за да не биде повеќе под неговите нозе. Бре Груевски, зарем не ги гледаш реките од народ на мултиетничките протести на средношколците и студентите? Зарем не ги гледаш реките од народ на хонорарците? Зарем не ги гледаш како центарци го гушкаат ГТЦ за да го заштитат од тебе, бе Груевски? Зарем не ти е јасно, бе Груевски, дека ќе ја гушнеме заедно ние цела Македонија, за да ја заштитиме од тебе и од тие до тебе? Невработени лица од ранливи категории од општина Тетово и општина Брвеница до крајот на годинава ќе бидат ангажирани на различни работни задачи преку активната владина мерка општинско корисна работа. Целта на оваа мерка е да се обезбеди социјална вклученост на потешко вработливите лица, вклучувајќи ги и корисниците на социјална помош, заради стекнување на одредени вештини и нивно постепено вклучување на пазарот на труд. Во општина Тетово ќе бидат вработени 5 припадници на ромската заедница. Годинава, мораме да кажеме, не е како минатите години само за лицата со завршено средно и ниско образование, значи поширок е опфатот, за оние кои што имаат исто така и високо образование. Доставивме апликации до општините. Општина Тетово и општина Брвеница најдоа за сходно, значи да си ги пополнат апликациите и аплицира во Центарот за стручно образование. Во соработка со UNDP ќе се одвива таа програма. Ќе земат учество во општина Тетово 5 лица од ранливи категории. Програмата ќе се реализира преку работно ангажирање на евидентирани невработени лица со скратено работно време во извршување на услуги согласно потребите на граѓаните на локалната заедница. Во период од 6 месеци тие ќе добиваат месечен надомест од 6200 денари, во кои се вклучени и персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. На корисниците на социјална помош за време траењето на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош. Во рамки пак на активната мерка обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот, 20 невработени лица од Тетовско до крајот на оваа година ќе треба да бидат обучени за заварувачи и бравари. Во Центарот за вработување Тетово набрзо треба да бидат подпишани и договорите за спроведување на обуките. Во рамки на побаруваните занимања за евидентираните невработени лица активни баратели на работа, годинава успеавме да овозможиме на 20 лица кај приватен провайдер во рамки на твининг проектот од Европската Унија да овозможиме следење на обука практична, практично-теоретска и теоретска обука која што ќе се одржи кај приватен провайдер од областа на заварувачки дисциплини. Тоа значи дека во тој дел ќе бидат повикани евидентирани невработени лица за подпишување на договори, за остварување на обука кај приватен провайдер. И секако до крајот на годината ќе се остварува таа обука
кај приватниот провајдер. Потребите за овие занимања се големи со оглед на новите вработувања што се најавуваат во индустриската развојна зона во Тетово, а во моментов нема евидентирани невработени лица со таков профил. Во моментот веќе се подготвува целосно индустриската зона, развојната индустриска зона. Така да очекуваме во наредниот период отварање на една фабрика со 107 вработувања, а веќе до крајот на октомври очекуваме и втората по големина фабрика, некаде над 2000 вработувања. Сите тие фабрики ќе треба да се монтираат, ќе бидат од монтажен дел, така да заварувачи и тој тип на заварувачи ќе бидат потребни на пазарот на труд. Обуката ќе овозможи стекнување на знаење и вештини за занимања барани на пазарот на трудот, а ќе се реализира во период од 4 месеци, при што еден месец ќе се изведува во реални услови кај работодавач. Невработените лица вклучени во обуките ќе добијат месечен надомест од 6200 денари, во кои се вклучени и персонален данок на доход и осигурување во случај на несреќа при работа и професионално заболување. По завршување на обуката и проверка на стекнатите знаења и вештини, учесниците ќе се здобијат со соодветна потврда, која ќе биде внесена во индивидуалното досие на евидентираното невработено лице. Последниот месец ќе биде фактички евалуација и реализација на програмата на лице место, тоест на подготовка на практични делови, практични елементи кои што ќе служат во изработка или во конструкција на одредени елементи на лице место. Инаку во моментов низ неколку центри за вработување во Македонија, а до крајот на јули тече огласот за активната мерка обука за задоволување на побарувани занимања на пазарот на трудот, но исклучиво кај приватни спроведувачи на обука, приватни компании, стопански и занаечиски комори. Во Тетовско немаше интерес од приватните компании за учество во оваа мерка. Во Тетовскиот регион земјоделците веќе една недела се зафатени со сеидбени активности. Според податоците на подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Тетово, се очекува во овој регион да бидат засејани околу 12.000 хектари во рамки на пролетната сеидба. Колку ќе се оствари овој план зависи од многу фактори, а пред се од временските услови, посочуваат во подрачната единица. Според планираното житните култури ќе бидат застапени на околу 6.750 хектари, а градинарските култури на околу 2.300 хектари. Фуражните култури на околу 2800 хектари и индустриските на 113 хектари. Од житните култури според планираното пченката ќе биде најзастапена и ќе се сеи на 6540 хектари. Пролетниот јачмен на 220, пролетниот рж на 21, пролетната пченица на 14 и овесот на 17 хектари. Од градинарските култури на 4150 хектари ќе се засеува грав како меѓупосев. Компирот како чист посев ќе се засее на околу 1600 хектари. 104 хектари се планирани за посевите на домат на отворено, 240 хектари за посевите со пиперка. Бостанот според планираното ќе биде застапен на 280 хектари, зилката и келјот ќе се засејуваат на 6 хектари, гравот како чист посев на 6 хектари, кромидот на 21, лукот на 8 и грашокот на 4 хектари. Од индустриските култури во план е засејување на 110 хектари со индустријски пипер и 3 хектари со сончоглед. Што се однесува до фуражните култури, во најголем процент на околу 2500 хектари, според планираното ќе се сее луцерка. Добиточниот грашок ќе биде застапен на околу 60 хектари, граорот на 50 хектари, на 35 хектари ќе се сее фуражната пченка, 12 хектари ќе се издвојат за добиточната репка, 5 хектари детелина како чист посев, а 30 хектари ќе бидат засејани со мешани фуражни култури. Земјоделците се веќе по полињата, а семето веќе се сее на подготвената почва. Тие се надеваат за поволни временски услови кои ќе овозможат одлична реализација на пролетната сеидба, но и солидни приноси од истата. Настинките, вирозите, стомачните тегоби и алергиите се најчестите здравствени проблеми на кои тетовци се жалат овој период. Според лекарите нема значително зголемување на бројот на пациенти по ординациите, а бројката на прегледи е вообичаена.
Повозрастните лица и хронично болните се најчестите пациенти кај лекарите по општа медицина. Променливото време носи здравствени проблеми, но и ги влошува веќе постоечките. Според Беким Исмаили, доктор по општа медицина, наглите промени на температурата со постудени утре и потопли денови го зголемија бројот на пациенти со настинки кои се жалат на зголемена температура, кивање, течење нос, кашлање и слично. Доктор Исмаили препорачува користење на антипиретици за симнување на температурата и витаминска терапија, а доколку состојбата не се подобри, барање лекарска помош. Овој период зачестени се и алергиите, а за нив постои одредена терапија. За оние со стомачни заболувања постои соодветна терапија, но за да се спречат проливите и повраќањата, од голема важност е добро миење на зеленчукот и овошјето, кои овој период почесто се конзумираат. Пролетта со временските промени им носи проблеми на хроничните болни, посебно на оние со респираторни заболувања, како хроничен бронхит, астма и слично, како и на срцевите болни. Затоа е неопходно засегнатите од овие болести редовно да си ја примаат препишаната од лекар терапија. За да се задржи здравствената состојба на едно оптимално ниво, лекарите препорачуваат соодветно облекување, конзумирање на добро измиено овошје и зеленчук, внесување на витамини и течности, но и воздржување од пиење на ладни напитоци. Денес имавме сончево време со мала до умерена облачност. Утринската температура се движеше од 3 до 12 степени, а дневната од 19 до 23 степени. За утре метеоролозите прогнозираат сончево време со мала до умерена облачност, а попладне се услови за локален дожд и грмежи. Ќе дува слаб до умерен јужен ветер. Утринската температура ќе се движи од 3 до 11 степени, а дневната од 19 до 24 степени.